Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во неделната доза на Гласот на народот. Еве да бидам искрен, ова недела ја започнам со една тема која не ме прави среќен, да бидам искрен, со тоа што од 24 години давам се од себе македонците каде и да се во светот, на има на сите 5 континенти, да ги интегрираме во една заедница, во едно јадро, бидејќи без нив сме сами, без нив сме празни, а видовме колку не чини едно заминување на нашата млада популационна структура, не само за парите, тоа се 1 милиарда и 500 милиони евра, не е за тоа. Парите се добиваат, се изработуваат, се заработуваат, но што правиме со нашите што не напуштаат, а осим тоа заминуваат и, за жал, некои остануваат и не сакаат да се вратат. Зошто? Отиеме расипани безобразни политиканти, кои се немат ни чувство на патриотизам. Не само политичари, тоа се бизнисмени. Тоа е, да бидам искрен, и клирот, и во црквата, и секаде, кои немаат она суштинско во себе. Ова морам да го кажам, бидејќи имаат она како резервна варијанта татковина и чувство на алиенација, отуѓеност. Зошто? Јас се прашувам. Македонија е тоа се што имаме. Ова не е флоскула, ова не е кованица што јас сакам да ја спомнам. Ова е чувството што го имам во самиот себе си, со вас го споделувам. Драги мои, затоа реков се работи за нашиот сосед, тоа е Албанија, која искрено имаме многу коректни односи, особено наши македонци кои живеат таму и се инкорпорира во политичкиот амбиент, живеат, соработуваат, за разлика од нашите македонци од истокот, каде што се македонци, ја во Бугарија може да речем, навистина тоа е една држава која е добра, меѓутоа се има, но бугари нема. Ова е општа констатација. Со тоа што секој сака да го украде оно што е македонско. Вели дедо Стефан, а и дедо Петрово на прилика, тој народ кој нема историја посегнува по туѓа историја. Да не должам бидејќи во интерес едно она што се случи, тоа е бугаризација на македонците во 21. век. Од 912 до неденска, тоа се стои 13 години, по Букурешкиот договор, ниту еден бугарин немаше во Албанија. Да видиме што се случува. Ќе одам со првиот прилог како ТВ избор и се враќам во студиото за една ексклузивна можност да ги имаме нашите македонци кои ќе говорат за таа тема. Одиме, Ивана, со првиот прилог. Бугарскиот амбасадор во Албанија работеше на терен и со пари и пропаганда ги купуваа македонците од албанските села. Алармиравме во МНР лани и во македонската амбасада во Тирана, но залудно ништо не преземаа. Револтиран поради пописните резултати во Албанија, појаснува претседателот на Сдруженијето Илиндан Оттаму. Нивната пропаганда, значи успеа поради слабост на македонската држава. Македонската држава збориме за прошлата за гарнитура, воопшто не реагираше за сите закани што Бугарија ги правеше. И ние тоа сме го информирале неколку пати. Јавно со соопштение, преку каналот, преку амбасадата, ама никој тоа не го зеде во предвид. Според информациите на македонските здруженија, на македонското малцинство во Албанија им се продавале бугарски пасоши за 12.000 евра, се делеле пари на терен, а ниту еден од тие 8.000 напишани бугари во Албанија не знае бугарски јазик, раскажува Никола Ѓурѓај. Бугарскиот амбасадор често го посетувал Голо брдо, а нашиот амбасадор ниту еднаш. Сега го гледам исходот, вели Ѓурѓај. Амбасадорот на Бугарија јавно одеше во Пустец, јавно во Голо брдо и во Гора. И ние сакаме да прашаме, амбасадорот што е тука нашиот, колку пати беше во Гора или колку пати беше во Голо брдо? И сега ние сите се чудиме за бројката. Македонското друштво, исто и Македонска алијанса за европска интеграција, цело време ние тоа го кажувавме.
Имено, албанските институции, Народниот правобранител, Советот на Европа, како и Обединетите нации, да ги проверат резултатите од пописот во Албанија и дали тој е законски спроведен или со притисоци и мешање од страна на Бугарија. Побараа сите македонски партии и здруженија, откако на пописот излезе дека има само 2300 македонци, а речиси 8000 бугари. Македонска алијанса за европска интеграција во март годинава достави извештај во Страсбург за бугарската пропаганда во Албанија за време на пописот. Председателот Васил Стериевски вели дека како партија ќе продолжат со притисоците заедно со незадоволното грчко малцинство, се додека не се поништи пописниот фалсификат. Имаме доволно докази тука за не веруваме во јавното обвинителство, но затоа бараме специјалното јавно обвинителство што е покренато од страна американците за гонење и Европска унија за гонење на организиран криминал и корупција, бидејќи тука имаше се и организиран криминал и корупција од албанските власти, тоа што го дозволија. Покрај Стериевски, речиси сите партии македонски здруженија во Албанија не признаваат дека таму има повеќе бугари отколку македонци. Од друштво Преспа вела дека ги отфрлаат резултатите од минатогодишниот попис одржан од 18 септември до 16 ноември и ги сметаат за груб фалсификат. Остро реагираше и огранокот на партијата на Слободата за Мала Преспа, чиј председател е Пандијани. Оттаму повика Европската заедница веднаш да реагира. Македонското МНР испрати реакција за именката северно македонци до Албанскиот институт, што ги објави резултатите. По реакцијата на министерот Тимчо Муцунски, институтот Северно Македонци го промени во македонци. Да, тоа е тебе изборот прилог, значи што е тоа што се случи. Се случи, како што кажав, и работната тема почитувани. Албанија попис 2023 или со подмитување до бугаризација на македонци и бугарски европски пасоши. Чести задоволство ми е почитувани да ги представам по Вибер моите и ваши соговорници, нашите македонци кои несебично се борат да го задржат и да го живеат тој бренд македонски далеку во обкружувањето, каде што навистина тешко некој тоа може да го направи. Особено дома, кога гледаме присуственото огниште, се отуѓуваме, бегаме, се страмиме од она што Господ ни го дал македонски. Чест и задоволство ми е да го представам господинот Ѓорѓе Атанасовски, председател на Македонската алијанса, ни се јава од Флорида, од Дејтона, од Соединените американски држави. Добро вечер, господин Ѓорѓе. Добро вечер и поздрав на сите тука што се кај вас во студиото и на сите македонци во Македонија и надвор од Македонија. Благодарам. За прв пат, почитувани, имаме една дама со нас. Таа е предизвик, ќе биде моја соговорничка во наредната недела. Со тоа што навистина ме радува што имаме големи македонки кои се борат за македонскиот идентитет и прашање. Тоа е госпоѓата Маја Ѓоргиевска, председател на Демократската партија на македонците во Србија. Добро вечер, госпоѓа Маја. Добро вечер, почитувани. Многу се радувам зашто направивме оваков еден контакт кој многу е важен, многу е битен, просто насушен со целта да го спасиме македонството. Зашто единствено овако ќе можеме нешто да направиме. Да се обединуваме. Фала многу. Да го представиме почитувани господинот Васил Стериевски. Предпоставам дека го имаме на линија Васил Стериевски. Василе, дали се слушаме? Да, како и да е. Еве ќе започнам со господинот Ѓорѓе Атанасовски. Господинот Атанасовски, фактот говори дека идентитетот не се купува. Со него се раѓаш, живееш, созреваш. И во овој превремен живот дека Господ дал да ја завршиме таа мисија што ја имаме, да оставиме траги или на нашите поколенија како треба да го направат, едноставно да го проследат. И видовме дека во нашата соседна држава Бугарија преку ноќ стана од македонци бугари, што е навистина еклатантен пример како во Македонија. Тоа се инстант октруирани, фалсификувани пописи. Ја верувам дека Христијан Мицковски даде ветување дека ќе го ревидира пописот, што е нормално, бидејќи ако вака оди, еве пример некоја европска држава или во Америка, каде би одело? Вие како еден од основачите на македонизмот и борбата за македонштината, многу дадовте и вложивте
некако политичарите кои навистина не може да се дрзнат да дадат своји средства да го кренат македонизмот. Еве бугарите видовме се даваат државни средства само да го присвојат македонскиот народ. Како го толкувате ова што го дадов како наслов со подмитување до бугаризација на македонци и бугарски европски пасоши? Ме молам. Ја мислам ова што се случува денеска во 21. век е од некоја група која што не им мисли добро не само на Македонија, на целиот Балкан. Наместо денеска во 21. век ние да се обединиме сите да соработуваме на економски план за подобрување на сите народи на Балканот, а и пошироко во Европа. Но имаме многу луѓе кои што се во политика, кои што уште од порано не им мисля многу добро на Македонија. Македонија постоела и 1808 година се викаше Македонски полуостров, али на тоа некој не му одговараше, затоа тоа имаше променато на Балкански полуостров од Македонски полуостров. Затоа што сакаа да направат нови држави, а тоа му одговараше изгледа на Германија. Затоа Германија е создаде Грција, вештачка држава, која што никош не постоела, исто и бугарите, тие ги направи да бидат држави кои што му се вазали и ден денеска во Европската Унија. Ние треба да се избориме не само против нашите соседи, туку и во Европа кои што нас не ни мислат добро. Тоа го знаеме сите, стално не лажа, стално ни кажува, сега ќе влезете во Европската Унија, другата година ќе влезете, а уште ден денеска по 10 години уште тапкаме во исто место. Нас не ни се пријатели може сите, ама во Европската Унија ние немаме ни еден пријател. Ние треба да бараме од подалечните земји кои што сака да сработува со нас, доброто мрежа на Балканот и на светот. Така. Благодарам многу. Еве сега би сакал да ја вклучиме госпоѓата Маја, да го слушнеме нејзиниот став за и околу фактичката ситуација која создаде, да бидам, големи реакции. Еве разговарав пред почетокот на емисијата на со нашите македонци во Њу Џерси, таму е господинот Славко Милевски во секој случај, кој еден голем поддржувач за македонците, меѓутоа еден од пионерите господин Ѓорѓе Атанасовски, кој навистина овие децени несебично ја доближи Македонија со американската политика. Но господин Славко ја спомна самата ситуација дека големи реакции се и во тој дел њујорската држава, каде македонците се разочарани. Госпоѓа Маја, разочарани за бугаризацијата. Како вие го толкувате како македонци во Србија? Дали србите ви прават во таква ситуација да ве асимилираат? Дали ви прават пресија? Дали ви прават притисоци? Па сите овде македонци во Србија исто така сме многу разочарани со резултатите кои кажуваат што се случило во Албанија, се извинувам. Меѓутоа иста таква тенденција постои во Србија, булгаризација на народот, на македонците. Зошто тоа е така и зошто светот молчи, не се јавува, тоа не ни е јасно. Ама притисоци кои што овде ние ги имаме и тоа исто така делува на сама асимилација и тоа конечно кажуваат и резултати од самиот попис. На 91 година во Србија живеа повеќе од 250.000 македонци, а на пописот кој беше прошлава година во Србија кажуваат дека 14.000 живеат. Просто не ни се верува во тој резултат, меѓутоа мислимо дека Матица нешто мора да направи, Матица мора да реагира, зашто сите овде се чувствуваме несигурно, не знаеме дали тие се одрекнуваат од нас или тие ни чувствуваат како своите.
Site ovde Makedonci, знаете, 14.000 Македонци во Србија, тоа се поносни Македонци кои што гласно сака да кажат дека тоа се. И тоа е нешто што мора Матица да испочитува. Јас имав една средба со нашиот сада премиер Мицковски, кој ни вети дека тоа така ќе да биде, ќе да дадат придонес, ќе да дадат сви могуći, што се во секој смисол средства, за да кренеме во будење на свеста. Ако тоа не се направи во идниот период, јас можам сега да ветам дека на територија на Србија за идниот попис кој ќе биде за 10 години нема да ни има. А тоа не само еве сега што направија со Албанија, тоа ќе се одрази во Србија, што значи да ние како македонци не стануваме, ни нема. И Матица мора нешто да предузме. Дали имавте можност од претходниот систем, 7 години беа на власт, слушам и во Албанија вела дека се сирачења. Никој од власта на Зоран Заев, па и неговиот наследник, не ве консултира, не ве побара, не ви даде никаква поддршка. Апсолутно занемаривани. Апсолутно занемаривани. Јас во прошлиот период бев и одлазив во амбасада која се наоѓа во Белград, барав помош, барав било каква реакција на проблеми со кои се susretавме овде на територија на Србија, не реагирале воопшто. И многу сме разочарани и затоа се радуваме и на овој однос кој сега вие лично организирате со оваа емисија и се надеваме, зашто многу е важно, било каков допир до Матицата многу е важно. Многу е важно што денес јас го запознав господин Џорџија. Така да мислам дека само са овакви померања можеме да очекуваме да нешто со заеднички сили направиме. Во супротно, резултати ќе бидат разочаравајуќи. Да се надеваме во секој случај, сакам да дадам позитивна една надеж дека нема да се случи во секој случај се до тоа. Господин Атанасовски, госпоѓо Маја, ако ми дозволите, со оглед дека след некоја минута ќе го имам и представникот на македонците во Албанија, тоа е господин Васил Стериовски, и исто така и Бесни Хасани, тој председател на македонското друштво Мост од Голо Брдо, но еве да слушнеме како коментира бугарскиот амбасадор во Албанија. Режија, одиме со прилогот, а Огнен ќе го поканам во студио да дојде да ми асистира. Одиме со прилогот. Резултатите од спроведениот попис во Албанија се изненадување за тамошниот бугарски амбасадор. Според Ивајло Киров, владата во Тирана овозможила жителите со бугарско потекло слободно да ја изразат својата етничка припадност. Ги отфрли тврдењата за пописна манипулација за кои обвинуваат македонските здруженија. Вели пописот не е статистичка операција за поделба на луѓето, а можноста слободно да се изрази припадноста, според Киров е причина повеќе Албанија да напредува во преговорите за членство во ЕУ. Доколку албанската влада не ги создаде овие услови за жителите слободно да изразат својата волја, немаше да ги имаме овие бројки што ги имаме денес. Тука има бугарско малцинство и нагласуваме дека овде се чувствува како дома. Искрено сме многу изненадени од резултатите. Ви благодариме што создадовте услови за ова. Представниците на бугарското малцинство се албански државјани и ќе придонесат за албанската држава. Албанија е најпријателската и најгостољубивата земја за Бугарија и за Балканот. Да, тоа е амбасадорот на Бугарија во Албанија, господин Васил Стериовски, ве го имаме, ќе го слушнеме Васил Стериовски, знаете изјавата на господинот амбасадор, што се изнакажа дека е многу задоволен, среќен од резултатите. Кој е ваше, се мисли на Ивајло Киров, кој е вашиот коментар, господине Васил Стериовски? Сега во Бугарија има зашто да биде славење. Затоа што, нажалост, не прво тука во Албанија немаме правна држава, која сето тоа
го санкционира што бугарската амбасада, бугарските служби и поволните албански институции го дозволија сите овие години, но посебно за пописот да се направи овој груп фалсификат и манипулација во користите резултати, посебно со дел на македонците и вештачки радења на бугарско малцинство. Добро. Како е со интернетот, да видиме. Василе, дали се слушаме? Добро. Почитувани, реализираме емисијата преку интернет. Маја имам, верам неки другите веќе се тука. Господин Ѓорѓе Танасовски, дали се слушаме? Ја ве слушам, не знам вас. Добро, во ред, како и да. Можете да упаднете у коментари без разлика со тоа што ако немаме видео, можеме аудио да одиме. Василе, дали ти се слушаш? Дали се слушаме и со вас? Господин Атанасовски, еви вас да ве замолам за еден коментар додека го имам, господинот Стериовски. Бугарскиот амбасадор бил пресреќен што резултатите се тие какви што се. Преку ноќ стана 8800 бугари, а македонци како да ги нема. Кој е вашиот коментар? Ја мислам се тоа пропагандата е бугарска пропаганда, не од денеска туку многу одамна. Ние не смееме да се базираме на тоа, но ние треба да се обединиме и да му кажеме на светот дека не е тоа така. Ја мислам повеќето и европските земји веќе знаат, само не сака и тие сами да признаат или да се меша по некои интереси кои што не му одговара нив и не му е во прилог. Јас мислам на еден ден и тие ќе се соочат со овие проблеми што ги имаме и ние, и во нивните држави, и во Франција, пак во Германија, и таму имаме 10 милиони муслимани. Полека и кај нив ќе дојде истото она што кај нас го доживува во ова време. Тие самите треба да бидат свесни, да ни помогна нас сега, за самите да си помогна во иднина. Така. Благодарам. Госпоѓа Маја, со оглед дека во Србија неодамна имаше еден сесрпски собор во кој имавме можност да видиме како србите се организираат да се инкорпорираат во едно заедничко тело, во едно заедничко јадро. Тоа е многу убаво. Да бидам искрен како проект менаџер и како човек кој целиот живот го инвестира во таа интеграција на македонците. Колку нам, да, го имаме и Васил Стериовски, но еве тоа прашање да го оставиме после Васил, оти прекина дискусијата. Васил, дали можете, Маја, да ми одговорите на тоа прашање? Васил Стериовски, кажете ми вие што ќе додадете, може да продолжите кај што застанавте, молам. Ме слушате? Сега го ние вие да ние сме разочарани пред се што Албанија не го дозволи се тоа што се случи. Не само што го дозволи, туку и помогна да се дојде до ова. Тоа што ние бараме како македонци, пред се бараме да Албанија на сите албански граѓани, своји граѓани, да не дозволи слободно изјаснување без притисок, без уцени, без закани, без подкуп. Сепак тоа беше уставна обврска на самата држава за своите албански граѓани. Тоа што се случи обратно, значи се тоа дозволи Албанија, не само што дозволи, туку и го дозволи. Пред се го дозволи, како што кажи, притисокот, за време на попис да дојде бугарската амбасада во деловини каде што живеат македонците, да прави пропаганда да се попишат бугари, не знам дека ќе земат бугарски пасоши или ако да се заканува, ако не се попишат, се одземат бугарските пасоши или тие што се во процедура за добивање бугарски пасоши нема да добијат. Исто така да дели хуманитарни помошти или не знам други помошти во вид на електронски уреди, мобилни телефони, таблети, и тоа за време на и опремување, не знам, на училници, нови на болници за време на самиот попис. Албанија исто така го ги дозволи екстремистички групи кои што претходно се заканува и јавно дека ќе дојдат во Албанија и ќе го стенат процесот од близко и ќе проверуваат кој како се попишува и сите овие, ако има некој бугарски пасош не се пише бугари, ќе се одземе или ќе се стопира процедурата за тие што имаат бугарски пасоши и тие сите од која и претходно ги имам пријавено во албанска институција, албанска полиција, албанска држава го дозволи тие групи да дојдат во Албанија, да дојдат во нашите региони, да вршат притисок, закани и исто и подкупи
и повторно наши реакции со слики, со видеа што се прави на терен, да премолчуваат, а после тие екстремистички групи да ги објавуваат, да се среќаваат со попишувачи на терен, да објавуваат слики добиени од попишувачите од регистри како на таблети се декларираат бугари. Така што целиот процес врвеше само бугари, но без јас не цитирам дека колку стакијате што ги направи сте бугари, не водува со македонци не се попишуваат бугари. Може еден мален број да идат на бугари со овие сите тисоци, најмногу беа демократски, но друго се инженери, чисто кој се гарантира, што е тамо е вештачки направена од компјутерната, од самата албанска држава е околу за бугари. Дали ве посетија властите од Македонија, зборам овие 7 години, дали ве посети амбасадорот на Македонија во Албанија, дали имавте комуникации со него, како ги прими вашите реагирања? Првото ние на амбасадорот сме задоволни затоа што амбасадорот преку неговите Јас извинувам, че можам... Да? Само за тој месец за пописот. На сите овие претходни кампањи што самата ги правеше со комунитарни незакашни акции, со додатни проекти во општини каде живеат македонците, се со цел да добијат правителство на албанските власти на негација на македонците во Албанија. На сите наши реакции, па и екстремистички групи доаѓа документите што имаме до албанските институции, кои што ги праќаат редовно и до Странската амбасада и Македонска амбасада, Македонска амбасада, на сите тие реакции и реагираат и албанските власти, што ќе со министрите за внатрешни работи на Албанија. Значи, тоа што му дозволува законот, тоа начин да се направи, което албанската држава не ги земала предвид воопшто овие работи, овие наши реакции и на самата амбасада, на самата држава Македонија, покажувајќи колку е цели државата Македонија, пожалост. Да. Поред? Последните години, да кажем, односот на Албанија спрема Македонија воопшто и не е фет. Значи, Македонија сите знаеме кога е интегрирано, албанската традиција колку е интегрирано. Господин Стеревски, само да видиме, да. Ќе замолам. Да, ако можете кај вас вашиот интернет малце да го рестартирате, додека јас постам две прашања до господинот Ѓорџи и госпожата Маја Георгиевска. Господин Атанасовски, еве видовме дека во прашање се големи интереси како да се асимилира еден народ кој навистина е раритет, тој е ексклузивен народ на светот, што реков, нема држава во светот која себе се декларира македонска или Македонија освен нова, нашата. Нема народ кој се дефинира како македонски освен овој. И нема народ кој збори македонски јазик на македонски јазик освен овој со своите македонци во светот. Но друга ситуација како да има страф од овој бренд македонски, Македонија, македонски јазик. И ќе завршам. Двајцата ги спомнав високо црковни достојници, тоа е господин Стефан и господин Петер, кој спомна во една пригода, во една беседа, народ кој нема своја историја посегнува по туѓа. Што ќе додадете? И двајцата ве прашам. Господин Атанасовски, госпоѓа Ѓоргиевска. Јас мислам, господин што го кажа, тоа е точно. Ние ме разбираш, сами треба да се избориме кои сме, што сме, не смееме да дозволиме други да не представува или да не кажува кои нашите соседи кои што стално работат за уништување на македонската нација, како почнато во 1880 година манците го смена од македонски полуостров на балкански, тоа се почнување за разбитување на македонската националност или групација во целото тоа место, повеќето живееле македонци. После тоа настанува разни други нации, од кога се разбитува македонскиот полуостров, се создава Грција, се создава Бугарија, па Србија, можеме и други. Можем да кажем, ние сме
слични народи тука, затоа што живееме на тој полуостров многу поодамна него денес. И не смееме ние сами да се откажеме, да не се бориме за оно што е наше. Ја мислам, едината е во нас, дали сакаме ние тоа да го успееме, не, ќе зависи од самите ние нас, македонци. Треба, како госпоѓата што нападна, ние мора да се обединиме ако сакаме да обстанеме во иднина. Затоа што имаме многу непријатели околу нас, сите ги знаеме, сите се знаеме и ние не смееме да се откажеме од тоа што треба да направиме. Тоа е најголемото единство што треба да направиме меѓу нас, македонци. Така, благодарам многу. Господин Георгиевска, господин Стериовски, кажете ми, што ќе додадете вие на ова што го кажа господин Танасовски, со оглед дека дефинитивно без една стратегија во матицата, како што спомнавте, не може ништо да се постигне. И конечно, ние имаме случај во претходната гарнитура на владата, на власта на Заев и Ковачевски, имавме лице одговорно за диаспора, кој воопшто немаше нима од македонизмот. Повелете. Ништо се согласувам апсолутно и сакам, ви слушам сите и сакам да дадам еден предлог на нашата влада, ако е тоа можно, да се организира едно тело koje će se bavi со диаспора, ама да се бави темелно да се бави. Да ни дадат подршка, како што треба да ни дадат подршка, со таа подршка ние ќе бидеме посилни, ќе бидеме помоćни во секое поле и ќе бидеме сигурни во тоа дека нашата матица не се одрекнува од нас. Ние сега сме несигурни, не знаеме, во последниве 8 години очигледно бе дека тие не се заинтересирани за нас. Дали имавте проблеми со државјанства? Имам сознани информации дека имате проблеми со државјанство. Дека ви беше одневозможено од државјанство. Така е. Еве, јас сум неко кој по сите критериуми имам право на пасош, на државјанство, ама уште тоа го немам. Така да во идниот период ќе урадам се само да добием право на државјанство и на пасош кој што е од моја матица, од моја татковина. Така. Господин Танасовски, гледам дека господинот Стериовски ќе го имаме пак за некоја минута. Во Соединените Американски држави имаме случаи кај што спомнавме дека слабо не професионално се едуцираат нашите млади, мали македончиња кои што туку се родија или веќе почнуваат да заминат на училиште, да се едуцираат во вистинска смисла на зборот на литературен македонски јазик. Дали вие се залагате или кои се вашите чекори, комуницирате ли со владата и што ќе порачате на владата во делот на едуцирање? Имаме сега прекрасна министерка, тоа е Весна Јаневска, ја веруваме од ова место, од ова студио патувам порака да и она исто така се завземе со матица, со диаспората, со нашите македонци светот, како да се изучува македонскиот литературен јазик. Повелете. Јас сакам да кажам дека независно од која влада и преходните и сегашните никогаш не се залагале за она што денеска го разговараме. Како што спомна кој господјата, треба ние да направиме едно такво тело кој што ќе се грижи за тоа, ќе се грижи за младите, ќе се грижи дали треба да се отвора училишта во Србија, Бугарија, Америка, Австралија и на други места, без власт малку стави раце, работите не може никогаш да бидат толку позитивно кога владите ќе се смешат. Ја мислам, секогаш владите во Македонија не го постигнале тоа ниво што ние ова денеска го дискутираме тоа. А тоа не значи дека ние тоа не можеме од утре самите себе да го успееме, ама треба поддршка од властите. Македонците се програмирани да ја слушаат власта, не е битно дали се во право или грешно. Ја треба кога ги гледам работите дека ако од власта некој дојде и му каже и тие одма сваќаат дека така треба да биде. Али ние не треба да се базираме дека
треба властите што ни го кажува, ако не е во интерес на македонската нација, на македонците, не би требало да ги слушаме, туку ние треба самите она што мислиме да е најдобро за Македонија да го правиме самите себе си. Секако. И јас се согласувам, имате мојата поддршка, бидејќи не може така да се однесуваат политичарите со оглед дека без македонците во светот Македонија е секојаш празна. Македонија е едноставно оддалечена. А независно која политичка провиниенција, гарнитура е на политичкото столче, на незиното височество власта, таа мора да биде преди се. Ако дозволувате една реченица. Повелете. Сакам ево во овој момент да упатам апел кон нашиот премиер господин Мицковски да се угледа на господин Вучиć, кој што во свој пример може да покаже како се грижи за своето малцинство секаде. Еве, морам ова да го изнесам. Со 4000 гласови во Македонија, Српска листа има еден премиер и 2 народна посланика, 2 пратеника. Ние во Србија, во Панчево, од каде сум, имаме 5000 македонци, немаме права на еден на одборник во скупштина, градска скупштина. Тоа не е допустливо. Со огромни проблеми се соочуваме и бараме од нашата матица да застане и за нас и да бараме реципроцитет, да се грижиме едни за други. Поинаку ништо не сме направиле. А јас се надевам дека тоа господин Мицковски препознава и мислам дека ќе работи во таа насока. Јас ми верувам дека ќе има раздвижување, ќе има некакви промени во секој случај. Господинот Иван Стилковиќ, ако можам да читам меѓу редови, е човек кој може да го прозвавте, во дава несебична поддршка за и околу и македонците што се во Србија. Верувам дека ќе има таква комуникација. Јас тоа го поздравам, апсолутно. Да. Го поздравувам. И тоа многу е убаво што Срби добија, меѓутоа мислам дека мора, ако не сакаме оваква асимилација, ние мораме, матица мора да даде некаков придонес, да и ние македонци се инфилтрираме во тела каде што се доносат политички одлуки, а не да бидеме спречавани во тоа. Знаете, во Јабука живее 95% македонци. Јабука е македонско население. И тие ни не даваат. Да, се согласам, знам, ја посетив Јабука и у Панчево, значи ве посетив повеќе пати, не знам дека какви се проблеми имате. Меѓутоа, јас мислам и сигурен сум дека нема да биде како што тоа беше пракса во минатото, од друга причина што еве во нашата емисија вечерва сме заедно со еден од доајените на вистинските македонци кои безрезервно поддржа, поттикнува македонизам. Тоа е господин Ѓорѓе Атанасовски и има доста, господин Светле Јовановски, тој замина од овој привремен живот. Значи има македонци во светот кои безрезервно, но еве, верувам дека господин Атанасовски ви даде поддршка, мораме час поскоро, се надам дека политичката амбиент ќе оформи такво тело, таква агенција, или како да речам, која би морала да се грижи за македонците во светот. Спомнавме преесказ да тој се македонски српски собор. Како го доживувате? Тоа беше според мене на еден дострел, една висина, да се соберат сите, целиот народ на еден простор. Па тоа е нешто што мора и Македонија да направи. И што пре, то боле. Македонија мора да во идниот период размислува о таков еден скуп каде што ќе се сретнеме, еве јас и господин Ѓорѓија, и ќе разменуваме своите искуства, ќе раскажаме со какви проблеми се соочуваме и со тоа ќе ја запознаеме власта. И така ќе матица најдобро да застане позади нас. Вака, ако ние си бркаме работи каде што живееме, со време ние одиме, забораваме кои сме и што сме. Да, познато е таа што ја спомнам секојаш вели идејата е капитал, се друго се пари. Меѓутоа, за
патриотизмот, за македонизмот, парите најмалку треба да представат оптоварување. Господин Атанасовски, верувам дека господинот Васил треба да се вклучи со оглед дека интернетот е тако што може би има некој проблем, но како и да е, може да се задржиме во овој формат, имаме некаде, имаме уште некоја минута, еве да дојдеме до тој заклучок. Како ја дефинирате новиот политички амбиент и очекувања со оглед дека најголемата рана на секоја држава е криминалот, корупцијата, недовербата, неефикасноста на живењето. Како вие го доживувате? Дали очекувате дека може да дојде и треба да дојде до промени во Македонија на двајцата? Ја мислам да дојде промени на секаде во светот. Како што гледаме денеска свето, јас мислам сме тргнале на крив пат, каде што погрешен пат, каде што државите едни со други не соработуваат, туку почнува да одат на погрешен пат, што може и да дојде до еден недоразбилив сокот, каде што многу народ може да изгине. Јас мислам овие денеска што ги имаме некои владетели, не е битно кои се во Европската унија и на други места, ја мислам слабо размислува или не знани да размислува, значи ние мора да држиме мир и разум за да не дојде до еден таков сокот каде што разбираш целиот свет може да настрада заради неколку луѓе кои што многу минимално и слабо размислуваат. Денес, ако ја гледаме ситуацијата во Европа, не е она како што треба. По моје ми требало сите да работиме и да видиме заедно. Да излеземе од овие проблеми, значи ни треба лидери кои што би требало да дојдат на власт во блиска иднина, за да можеме да спречиме она што се случува денеска во Украина, па и на други места, разбираш, во светот, можеме да кажеме и долу во Израел и на други сукоби. Сето ова се луѓе кои што малку размислува во 21 век, наместо да се сакаме и да соработуваме економски за подобро на народот. Гледам дека нема денеска лидер во Европа кој што може да прави таа агенда. Благодарам. Маја? Тука сум. Се согласувам со господин Ѓорѓија и не би имала ништо да додадам. Еве, влагаме во една финална, ова е речено почеток на овој серијал. Не е почеток, ова е 24 години го правам, почитувани заедно со вас, каде да сте во светот, но ми дава уште поголема инспирација, еден поголема жед и љубов да продолжиме кај што вечера ќе застанеме, а продолжуваме и во наредните емисии да ги поканиме нашите македонци и во другите делови на светот. Која е вашата порака во една минута двајцата, ве молам, господин Атанасовски? Мојата порака е, ме разбираш, мир во светот, тоа е најдобрата варијанта за целиот народ. Во овој момент го немаме тоа во светот, затоа че ни треба нови лидери тука во Америка. Јас сум супортер на господинот или председател поранешен Трамп, кој што вистина единствен председател во неговите 4 години не отвори војна, туку направи мир. И мислам, тој е најдобриот лидер не само за Македонија, туку за целиот свет. Благодарам. Господи Маја? Јас сакам да повикам на обединување на македонците каде и да се и мораме да знаеме да нисме сами и мораме да бидеме дел од едно тело, кои сме, тие сме, нема ни повеќе, ајде да бидеме во една насока и да сите заедно гураме за да стигнеме до цил, до истиот цил кој го сите посакуваме, а тој цил се вика сочувување на идентитетот, македонски идентитетот. Ви благодарам многу што бевте мои соговорници, благодарам на Васил Стеревски, благодарам на Бесни Хасани, кој од технички причини не можев да го имам вечерва на тоа, ветом во наредната емисија ќе го имаме. Еве, почитувани господине Атанасовски, благодарам многу, поздрав до македонците во Америка и ве очекувам наскоро повторно во еден друг формат. Маја, ви благодарам и вам, поздрав до нашите македонци во Србија.
Тоа беше почитувани една тема која јас ја начнав, а верам да ви поставам ви замолам за размислување. Дали пораките што ги испратија нашите двајца соговорници ќе допрат до вашите вијуги и конечно дадете и вие придонес и упатите порака до политичкиот амбиент дека сепак треба нешто да промени. Бите живи здрави. Тоа беше уште еднашка екипа од Соединетите американски држави, господина Ѓорѓе Атанасовски, председател на македонската. Ќе се видиме, ќе дојдам до Србија, па и мислам да се видиме со господинот Вучич, кој што имам добро мислење, затоа што се покажа дека е еден лидер што мисли добро на Македонија. Да, благодарам многу. Обавезно да се јавите и да се видиме. Обавезно. Хвала вам пуно. Благодарам следничка почитувани. Ви благодарам за вниманието. Ве поканувам во петок, во исто така во вечераш во магазинот со Слободан Томич со интересна содржина. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.